Драги ученици, добредојдовте во видео лекцијата на онлайн часот Откривање на различни вкусови по предметот Природни науки. Овој видеозапис е наменет за учениците од трето оделение. Часот е поделен во 3 дела. Во првиот дел ќе повториме преку презентација за 5 сетила, потоа преку кратка презентација ќе повториме за сетилото за вкус, јазик. Вториот дел од часот ќе го исполниме со начините на вкусување и одредување на вкусовите, односно на кој начин доаѓаме до сознание каков вид на вкус има храната. Представување преку презентација, а и задавање на задача да се нацртаат сензорите сместени на површината на јазикот, одговорни за чувствување на различни видови на вкусови. Во завршниот дел од часот, од страна на учениците, да се оценат вкусовите на скала од 1 до 5, прикажани преку стол без дијаграм, и да се опишат вкусовите со зборови кои што имаат највисока и најниска оценка. На овој час за работа ни се потребни огледало, хартија, молив, боички и прехранбени намирници, во кои задолжително ни се потребни цитрусно овошје, кафе, сол, оцет, шеќер и некои сладки и солени јадења, доколку ги има во вашата кујна. Кога ќе ви предложам да одговорите на некои барања и прашања, стопирајте ја снимката и постапете по даденото барање со цел за успешно да се процени давањето на соодветен очекуван одговор. На сликата се прикажани 5 човечки сетила преку кои човекот го спознава надворешниот свет и добива информации за него. Тие се примаат преку сетилото за вид окото, сетилото за допир кожата, сетилото за слух увото, сетилото за мирис носот, сетилото за вкус јазикот. Ако го погледнеме својот јазик во огледало, ќе забележиме ситни брадавички, испупчени израстоци и во зидовите на овие израстоци е сместен осетот за вкус и тие се распоредени во различни подрачја, а секое е осетливо само на еден вид на вкус. Пример, а задниот дел од јазикот на горчливо, страничните делови на кисело и солено, а со врвот на јазикот сладко. Во средишниот дел на јазикот нема воопшто израстоци и со него не се чувствува никаков вкус. Мирисот е важен учесник во нашето чувствување на вкусот. Барем половина од она што го сметаме за вкус воопшто не е вкус, туку мирис. Тоа е случај кога пробуваме кафе, чоколадо, чај, вино, јаболко, портокал, пица, риба, оригано и така натаму. Вкусот и вкусниот систем им овозможува на луѓето да разликуваат безбедна и штетна храна и да ја измерат хранливата вредност на храната. Вкусовите можат да предизвикаат пријатни и непријатни чувства. Непријатно чувство предизвикува горчливата храна. Киселата и солената се пријатни доколку ги конзумираме во мали количини, додека сладката храна е најпријатна и содржи најголеми хранливи енергетски вредности. 5 специфични вкусови, добиени од вкусни рецептори, соленоста, сладкоста, горчливоста, киселоста, го вклучува и умами, кој е јапонски израз на пријатен вкус.
Драги ученици, сега имате за задача да ги испробате различните видови на храна што ги имате пред вас во мали количини со цел да го почувствувате вкусот со јазикот. Наредна задача е да го прецртате дадениот цртеж за да го запамтите распоредот на рецепторите на јазикот за солено, горчливо, кисело и благо. Сега можете да паузирате малку со цел да го потребите прикажаниот слајд за поврзување на видовите на храна со видовите на вкус од испробаната храна преку столбестиот дијаграм да дадете оценка од 1 до 5 која храна е најдобра и најпријатна за консумирање, а која е непријатна и најлоша за јадење. За дополнителни информации можете да се информирате од преварувачот Google и слично. Ова беше мојот прв онлайн час. Се надевам дека ви се допадна. Благодарам за вниманието и се гледаме повторно во наредна прилика.